Како што испоменавме со Марко, еве се сместивме овде во кујната со нашиот Љупче Бобетрајчев, кој ни доаѓа по втор пат во кујната на Утринска на Телма и првиот пат Љупче рековме со Марко дека навистина после тоа уште цел ден мирисаше студиото на лук, но тоа беше еден превкусен рецепт со куркума, со лукче и со наут. Ти посакувам да бидете и денеска. Ова утро и искрено ти се заблагодарувам што и покрај големиот број обврски кои што ги имаше, одговори на мојата покана да дојдеш и денеска да ни направиш нешто интересно, ќе биде нешто вкусно и сепак здраво. Што може да биде благото здраво, нели? Благодарам на поканата. Чест ми е секогаш да бидам твој гостин. Впрочем, и тоа долго време се дружиме вака телевизиски пред малите екрани кои што веќе не се мали, него се големи. И се надевам дека и овој пат ќе бидеме интересни. Минатиот пат готвевме нешто солено, сега ќе готвиме нешто сладко, впрочем и многу здраво. Зошто е тоа многу здраво ќе образложиме. Може веднаш, може и подоцна. Значи ќе правиме два вида на алва. Знаеме дека составен дел на алвата е сусамот, но нашите гледачи се сеќаваат и на она алва која што претходно можеше да се најде, која што гледам дека повторно се враќа, алва направена од сончогледов таан. Ние ќе направиме еден микс од сусамов и сончогледов таан. Таанот ќе го направиме сами, значи како што реков минатиот пат, никогаш не користам полупроизводи, него користам само изворни продукти кои настанале во природата, од нив приготвувам се, така ќе биде и овој пат. Морам да кажам за калциумот дека е чудо во природата, затоа што тој е единствен што содржи од 700 до 1000 милиграми калциум на 100 грама, што е една огромна бројка, знаејќи дека во кравиото млеко има 120 само, а знаеме дека кравиото млеко обично е како репер кога зборуваме за калциум, пиете кравио млеко за да имате повеќе калциум, меѓутоа сусамот е многу пати, 1,8-9 пати побогат од калциум за разлика од кравиото млеко. И она што го карактеризира исто, има голема количина, не огромна, но има голема количина на железо. Сончогледот како намирница па може да се пофали со како најголем заедно со какаото, имаат од 400 до 450 милиграми магнезиум кој е исто многу битен, значи она што е најбитно за нашите коски да има доволно магнезиум за да тие не бидат кршливи и обично магнезиумот се препорачува повеќе на постарите лица кои што би требале да го внесуваат во поголема количина. И затоа го правиме овој микс на еден начин. Друго што сакам да го кажам, исто најголемиот процент на коските се направени од калциум и магнезиум, нивниот сооднос е 1:2. Освен тоа има уште 12 други елементи, меѓутоа и сусамот и магнезиумот се богати со други елементи кои што се наоѓаат во трагови, меѓутоа магнезиумот и калциумот се главните во нив. Нив заедно ќе ги споиме со шумски мед, така да ќе добиеме комплетно здрава намирница, значи нема да користиме шекер. Комерцијалната алва е 50% таан, 50% шекер. Ние ќе користиме некаде 70% од таанот кој што ќе го направиме и некаде 30% од овој шумски мед. Да, што значи дека кога ќе сакаме да си каснеме нешто благо, а да немаме грижа на совест дека тоа е штетно, односно дека не е здраво, можеме да си направиме ваква алва за која што ти зборуваш, следно ќе видиме и како се подготвува и да си уживаме во Да, претежно го препорачувам ова алва на сите, меѓутоа на спортистите затоа што воедно има и многу јаглехидрати поради медот. И има протеини во сончогледот исто и многу е битно што има магнезиум, затоа што после секој напорен тренинг магнезиумот е тој кој што ги релаксира коските, ги обновува ткивата, освен тоа магнезиумот е многу битен за функционирање и на мозокот, така да ова алва на некој начин ова алва на некој начин е многу корисен производ. Ние обично го занемаруваме сончогледот како намирница затоа што го имаме во голема количина ние овде на Балканот, меѓутоа тој во останатите во азиските земји е доста скап и доста ценет затоа што таму многу ретко воопшто не успева некои одредени делови и го нема тој квалитет како
нашиот сончоглед затоа што ние имаме тука најмногу сончеви денови, имаме многу квалитетен сончоглед. Да, и покрај тоа што можеме да грицкаме сончоглед секогаш кога сакаме или кога ќе добиеме желба и кога имаме потреба, сончогледот може да најде примани во голем број рецепти, меѓу другото и во едноставно во лебот. Да, токму така лебот да се збогади со магнезиум и вкусот на лебот многу се подобрува со сончоглед, така да тоа има една примена огромна. Меѓутоа, јас можам да кажам дека јас не сум задоволен колку луѓето го користат. Треба многу повеќе. Тоа е твојот впечаток, така? Тоа е мојот впечаток дека многу малку му одаваме внимание на сончогледот како намирница, повеќе ние како го користиме како грицкање. Да. И вака преку веројатно вакви разговори, преку вакви совети кои што ги испраќаме, можеби и ќе дојде до почеста примена, особено заради тоа што ги слушаме и бенефитите кои што може да ги добиеме од сончогледот. Тоа не е целта. И тоа не е целта. Така е. И сега да видиме како ќе изгледа рецептот последователно, како ќе се направи на вака вкусна алва. Грамажата, јас секогаш од прилика од око не користам никогаш мерни инструменти, меѓутоа како што реков може да се користат идентични количини на сончоглед и сусам. Кој сака повеќе сончоглед може повеќе сусам или повеќе. Што значи дека зависно од количината која што сакаме да направиме, толку битно е да не ја направиме алвата многу сладка или таа воопшто да не биде сладка затоа што нема да има вкус. Можеме да почнеме. Веќе ни е готов. Добро. Значи прво го ставаме сончогледот, смелен. Да, мелен сончоглед, доколку подолго се микса, се добива тан, меѓутоа имаме делови овде и од тан и делови од само од мелен сончоглед, така да вака е многу повкусен, според мене. Тоа е со сончогледот, сега одиме со сусамот. Можам да забележам, Лјупче, дека многу гледачи или твои следбеници на социјалните мрежи бараат совети, те пратат, веројатно сакаат да почнат по оној пат како велиме на здрава исхрана или преку здравата исхрана до добро здравје. Па да, имам доста следбеници, имам рецепти кои што може да ги видат на мојата Facebook страна. Објавувам на Instagram, повеќе го користам приватно некако, Facebook ми е некако повеќе транспарентен и имам албум каде што ги споделувам рецептите, каде што може секој да си направи. Не само тоа, и рецептите кои што ги правам, значи за како природни лекови, исто и за тие имам споделено рецепти, така да се е транспарентно, секој оној кој што сака може сам да си направи. Сусамот. Еве веќе долниот дел веќе почнува да станува тан. Значи да ги испушта своите масноти и сусамот, кој што содржи голема количина на масни киселини. Така, сега одиме со медот. Значи тој сооднос мора да го има, колку има сончоглед и сусам, толку да има и мед. Па јас не користам, не сакам толку сладко, така да користам некаде помалку. Ова во грамажа би било некаде меѓу 30 и 40% од вкупната грамажа на целата смеса што ја правиме сега. Обично велат нели дека медот е користен во текот на целата година апсолутно, но особено во овој период кој што ете го велиме дека е период каде што можеби треба да се поработи повеќе на имунитетот, се намалува температурата,
може да бидеме повеќе склони кон настинки и вируси, дека е добро да го практикуваме на дневно ниво или повеќе пати во текот на денот. Секако медот е многу битен, затоа што медот всушност е и зимница на пчелите и тие поминуваат зимата со медот, така да медот е една хранлива состојка која што содржи сега зависи каков мед е. Например, овој мед е ливадски, кој што пчелите собираат билки кои што се од рана пролет па се до доцна есен, кои што може да ги најдат. Имаме различни видови на мед. И она што е за мене врв кај пчелите, тоа е матичниот млеч кој што се уште се испитува стотина години и се уште не може да се открие се што содржи тој. Тоа е чудото од природата, со кој се храни само матицата. Да. Пчелите немаат таква привилегија. И исто така го препорачувам многу матичниот млеч, посебно за помалите деца, на кои ми е побитно, значи да бидат здрави, затоа што сега не ги примаат на училиште ако не се здрави, така да. Малите деца секогаш би требало да користат матичен млеч, поготово во овој период, се некаде до мај месец. Веќе смесата ни е готова. И сега можеме да направиме дел да биде алвата чоколадна, а дел да биде обична. Добро. Ќе префрлиме дел во друг сат или како ти е планот? Не го префрлуваме овде. Добро. Ова ни служи како калап. Додека го префрлуваме таму, јас ќе искористам веќе прилика кога си ни тука да прашам уште нешто. Витаминот С исто така е важен за секојдневна примена. Најдобро преку исхраната, се разбира, доколку има потреба и преку суплементи, но јас имам пробано еден твој рецепт или сок од шипинки кој што ги имаш ти лично направено и кој што е исто така добар и за децата и за возрастните. Повеќе дали ќе биде како сок или како напивка, не знам, но така вкусот е сладко-киселка и навистина ефикасен. Шипинки кои што ти ги береш. Да, секако шипинката е во природата е најбогата со витамин С, таа може да достигне до 1000 милиграми на 100 грама, што е една многу добра количина, знаејќи дека лимонот има некаде 50 само 50 на грама, значи 20 пати шипинката има повеќе витамин С. Тој сируп го направив специјално за мојот син, да речеме. Меѓутоа се покажа многу добар и многу мои пријатели почнаа да го користат, така да стана и комерцијален. Да. Знаејќи дека јас пред некое време отворив фирма Биогарден која што се занимава со изработка на природни продукти. Сиропот се состои воглавно од сок од шипинка, сок од лимон, грејпфрут, матичен млеч, мед со јод и 5 вида етерични масла кои што не дозволуваат развој на бактерии и вируси кои што го подигаат имунитетот, на некој начин се имуностимулатор. Да. Значи одличен за овој период. Еве ни и чоколадната алва. Добра. Сега овде имаме богатство на калциум, на магнезиум, знаејќи дека чоколадото поточно какаото и сончогледот имаат најмногу магнезиум. Чекај, ќе земеме на лажичка да можеме да го пренесеме во танирот. Сега кога ќе стои малку ќе се стврдне алвата. Значи треба малку време. Не успеавме да направиме. Мислам дека ти ќе бидеш првиот дегустатор денеска. Да, јас сум секогаш првиот, јас или Марк Ленен, зависи кој е во кујната, со нашите гости и И ова нека биде роденденски подарок за Да, денеска славиме роден ден, така што одлично дојде што имаш осмислено нешто не правиме благо. торта, ама правиме нешто благо вкусно. И јас реков оставив на твојот избор и мислам дека ова беше еден одличен избор. Ова и кратко, многу кратко за подготовка, така да мислам дека секој може да го направи. Ова може да се користи исто како намаз за дечињата кои што сакаат крем, го има во 2 бои, така да. Оригинален вкус на алва
Интересно е, а што не е оловата која што, нели, наједноставно ја купуваме, Кој што содржи 50% а која што шеќер. содржи 50% шеќер и со овие состојки, оригинален вкус на олова, а се здраво како што Може да сме. се додаде и цимет, може да се додаде карамфилче кој што сака. Чекај, вака ќе го... Ќе си го ставам во една тацничка, да бидеме педантни. Значи, може да се додаде од озгоре. Да, може да се додаде и цимет, циметот е одличен исто. Така циметот е одличен за здравје, за циркулација на крвта, за она размена меѓу клетките кога е тој учествува во чистење на клетките, придонесува да имаме правилна циркулација, го намалува шеќерот кај оние што имаат диабет, така да ова слободно може по една-две лажици и тие што се диабетичари наутро, само не навечер, наутро да земат од оваа олова. Да. Со повеќе цимет, значи само да се стави малку повеќе цимет, за нив е специјален рецептот, на пример колку што има какао, толку и цимет. И ќе биде одлично, ќе внесат јаглехидрати, а шеќерот нема да им се покачи. Одлично. Баш ми е мило што споделивме еден ваков рецепт, бидејќи сите знаеме дека нема човек кој не сака да си касне нешто благичко и секогаш посегнуваме по нешто благо, чоколада или нешто слично, а ова е одлична можност да се заблажиме, а при тоа да биде овој избор на витамини, минерали и сето она што му е потребно на еден организам. Лјупче, ти благодарам што го сподели овој рецепт заедно со нас. Гледачите кои што не следат веројатно си запишуваат, оние кои што не, ќе го споделиме на YouTube каналот како што веќе споменав и сега уште за крај пред конечно да ти испратам што да правам со моите гласни жици, да ми кажеш. Пиев чај од жалфи, за оние кои што има можеби моменти да се очуваат со ларингит, што би можеле да... Па еве тука видов јајца од препелица, тие се одлични. Да. Значи од прва рака имаш тука лек, имаш и микс од повеќе билки за гласни жици кои што ќе го добиеш рецептот како што, така да мислам дека за ден-два ќе немаш проблем со гласните жици, освен што ќе водиш, ќе можеш и да запееш. Да, добра. Се уште сум почнала да пеам, нашата ката е тука за пеење, одна ужива кога пее, така што имаме и таков дел во емисијата, како и да е, Липче, ти благодарам и верувам дека ќе се видиме пак. Ти си една енциклопедија од рецепти за здрава храна, за здрав начин на живот и тоа ќе не стане нас и понатаму пракса да можеме да ги доближиме овие рецепти до нашите гледачи. Благодарам, ми беше чест и се гледаме во некоја народна прилика. Се гледаме. Правиме кратка пауза за реклами и продолжуваме со нашите останали содржини. Останете со нас.